Алиса Тркаланка. Ова е историјата на Алиса Тркаланка, која паѓала секогаш и на секаде. Еднаш дедо ја побарал за да ја одведе во градината. Алиса, каде си, Алиса? Тука сум, дедо. Каде тука? Во будилникот? Да, од љубопитство го отворила по клопчето од будилникот за да погледне. Си стркалала меѓу запчестите тркалца и федерите и сега требало непрекинато да скока од едно место на друго за да не биде сомелена од механизмите што штракале и правеле тик-так. Друг пат ја барал за да ја даде да појадува. Алиса, каде си, Алиса? Тука сум, дедо. Каде тука? Токму тука во шишето. Бев жедна и паднав внатре. И на висина таа била таму. Со мака пливала за да се задржи на површината. За среќа, минатото лето во Сперлонга се научила да плива жабешки. Почекај да ти извадам. Дедото пуштил јаженце во шишето. Алиса го зграбчила и вешто се искачила по него. Таа била добра гимнастичарка. Друг пат Алиса пак исчезнала. Ја барал дедото, ја барала бабата, ја барала соседката, која доаѓала да го чита весникот на дедото за да си заштеди 40 лири. Тешко нам ако не ја најдеме пред да се вратат од работа нејзините родители, мрморала бабата исплашена. Алиса, Алиса, каде си? Но овој пат Алиса не одговорила. Не можела да одговори. Веднејќи се љубопитно, над куинската фиока со прекривки и салфетки паднала внатре и таму заспала. Некој ја затворил фиоката без да ја забележи. Откако се разбудила, Алиса се нашла во темница, но не се исплашила. Еднаш паднала во еден ѓум за вода. Таму пак да знаете колку е темно. Секако ќе ја постават масата за вечера, си мислела Алиса. И тогаш сакале или не, ќе ја отворат фиоката. Но никој не мислел за вечера, токму затоа што не можеле да ја најдат Алиса. Нејзините родители биле вратени од работа и се карале со дедото и со бабата. Ете, гледате ли колку ја држите под око. Нашите деца не паѓаа во шахтите, протестирале старците. Во наше време паѓаа само од постела и на главата им излегуваше по некоја џмучка. Најпосле Алиса се изморила од чекање. Се провлекла меѓу прекривките и почнала да тропа со ногата. Тум, тум, тум. Тивко, рекол татко и. Слушам како некој некаде тропа. Тум, 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 се јавувала Алиса. Какви прегратки, какви бакнежи кога ја пронашле. И Алиса го искористила тоа да се мушне во џебот на татковиот џемпер, а кога ја извадиле оттаму, таа веќе успеала да си го измачка целото лице, зашто си играла со пенкало.